Господин Ѓорѓиев, еве и денеска се одржува работна средба на групите во склоп на изработката на документот Зелена агенда. Можете ли да ни кажете докаде сте стасани со работата и денеска на што се работи? Така. Денес ова е последен состанок кој што го работиме заеднички сите работни групи во ресторанот Шемпион. Значи досега направивме 4 состаноци на кои што се дискутира различни теми низ чекорите на Зелената агенда, почнувајќи од утврдување на вредностите на заедницата, дефинирање на трендовите на заедницата, показателите за нивната состојба на таквите трендови, идентификувавме проблеми и сега денес работните групи работат на дефинирање на можностите и алтернативите за решавање на проблемите. Значи од ова треба да произлезе акционен план кој што заеднички пак ќе го коментираме сите. Кога ќе го склопиме целиот документ, ќе се коментираат сите можни алтернативни решенија кои што ги предложат граѓаните, што ќе следуваат и ќе се реализираат во наредните 5 години во општина Радниш. Меѓутоа ќе ви треба и време доста за да го изработите овој документ, односно да ги сублимирате сите овие резултати кои досега се сработени. Сметате ли дека ќе стасате согласно тврдениот ред, мислам до декември, бидејќи потоа и Советот ќе треба да го изгласи? Верувате дека низ овој период до кога сега што поминавме, собравме навистина многу голем број на информации. Значи кои што на наши изненадување граѓаните навистина беа транспарентни и отворени во целиот процес во нивната дискусија. Така да ни представува проблем сите тие податоци да ги обработиме. Меѓутоа тимот кој што е составен од 7 луѓе, значи на локалната акциона група и со поддршка на Милео Контакт, не се надеваме, туку сигурно ќе ги запазиме роковите, бидејќи така сме обврзани да се запазат роковите, да се изготви еден документ кој што ќе биде квалитетен и кој што ќе биде предложен на усвојување. Не значи дека ова ние што сега ќе го сработиме ќе биде Библија која што не може да се менува, така да акционите планови, стратешки планови секогаш можат да подлежат на ревизија. Доколку граѓаните, односно оние кои што ги спроведуваат таквите документи, оцена дека нешто не е во склад со она кој што го размислувале или склад на потреба на теренот, секако може да се организираат дополнителни состаноци откако ќе биде освоен документот, за да ги разгледаме алтернативите решенија. Госпоѓата Даскалов исто така најави дека по усвојувањето на документот Зелена агенда ќе следува веднаш и пилот проект. Да, по усвојањето на Зелената агенда ќе следуваат неколку пилот проекти, значи кои што ние очекуваме барем од секоја работна група барем по еден пилот проект кој што ќе биде демонстративен и кој што ќе го изработат учесниците во работната група, ќе го спроведуваат тие. Значи не да го спроведуваме ние, не општината, меѓутоа да се даде едно чувство на сопственост од самите граѓани дека тие се вклучени во самиот процес на изготвување и во самиот процес на реализација. Исто така како што ви споменаа дека Милео Контакт стои со поддршката тука, значи тие веќе развиваат апликации до Европската унија, значи до ИПА програмата, каде што ќе се спроведуваат и други активности на Зелената агенда. Таков е примерот кој што го имаат тие со општина Вевчани, со општина Делчево, каде веќе се спроведуваат тековни проекти, акции од самиот документ. Значи тука сме заедно сите кои што ќе работиме да го развиваме и спроведуваме документите.